колку и да се обидувате да го минимизирате неговото влијание, сепак тој имаше структура силна позади него, видовме и на пресконференцијата, не е тој таму сам, имаше цело раководство, цело претседателство на партијата застана за таа одлука, што донесува, видовме и на анкетите што се појавија сега скоро, дека имаше вреди 13%, дуи 12%, но тие 13% на вреди, 5,8% беа на Алијанса за албанците на Таравари. Така што не е прашањето дали ќе претрпите штета како вреди, туку колкава ќе биде таа штета. Еве денеска видовме дека сте формирале нова пратеничка група од 9 пратеници во собранието. Колку ова ќе биде одржливо на долг период, ако од другата страна како опозиција имате над 20 пратеници од ДУИ и од Алијанса? Па, мислам дека ќе биде одржливо. Тоа се докажува, ќе се докаже и во иднина, бидејќи неофицијално или неформално владата има двотретинско мнозинство во собранието. Тоа цело време го говорите, да. Ама немате. Неформално, затоа викам, има двотретинско мнозинство. Ни формално, мнозинство. Овие членовите на АВМУ ги избравте не знам кога, пред 2 месеци, немате мнозинство да ги изгласате во собрание. Поминаа на комисија и така остана заглавена работата. Добро, во наредни денови ќе има интересни случувања во собранието. Вчера првиот претседател господин Меджити истакна дека политичката игра сега се префрлува во таборот на Европскиот фронт, така да ќе видиме прво колку пратеници ќе им останат и што се ќе им остане. Тоа што ние сме сигурни е дека ако одреден политичар ужива одреден рейтинг кој што е стекнат во како резултат на борбата против ДУИ, колку и да е голем тој рейтинг, во моментот кога ќе се приближиш да, не е математика политиката, тоа значи, е вред, да. Штетата ќе биде 3 пати поголема од тоа што ти сметаш дека ќе биде како придобивка. Да, но пак ќе речем сега, не е Таравари тука сам, има луѓе што му веруваат во неговите политики и веројатно ќе го следат. Апсолутно, меѓутоа да видиме приклучувањето на Таравари кон фронтот, што ќе значи за тамошните партнери. Бидејќи гледаме дека господинот Зјадин Села станува прилично нервозен за евентуално тоа приклучување на господин Таравари таму, така да не им е лесно ни на соработниците на Али Ахмети, ни да го објасни Таравари сега, тој се разиде со Села поради ДУИ, сега пак треба да се, ама добро. До вчера викаше дека Зијадин Села отиде во прегратките на Али Ахмети за да последна година и тој заврши таму. Добро, горе-долу сите сте коалицирале со ДУИ од време на време изминативе години, практично нема изгледа тоа магија, има некој Али Ахмети, не знам, има некоја привлечна моќ. Не, ние не сме коалицирали, ние сме имале во претходната влада јасна формална коалиција со Социјалдемократскиот сојуз и во ниту еден случај не сме имале добро, ме сте ги спасувале нивните влади. Може да кажете дека сме делеле сте ги спасувале владите на СДСМ и ДУИ, да. Заедничка влада, да, меѓутоа нашите анти-ДУИ ставови биле исти како пред во текот на владењето и после тоа. Така да имаме одредена политичка константа во нашите ставови против политиките на ДУИ. Да, добро, тоа не е спорно. Иако многу време ви требаше како опозиција да се обедините, ама се виде дека не може да издржи таа коалиција. Многу беше полесно да се направи анти-ДУИ коалиција отколку сега да се задржи таа коалиција. Некој вика дека многу сует има во вреди меѓу лидерите и може ли да се надминат тие работи? Еве сега најавувате дека ќе формирате една партија ова со Таравари, веројатно и го забрза тој процес. Меджити овде во студио најавуваше дека после избори ќе почне. Процесот е почнат. Ние одамна имаме заеднички центар за комуникации со медиумите. Сега веќе од пред месец дена имаме заедничко централно претседателство од сите политички партии. Јас лично, кој што сум дел од ова политичка структура од почеток, во ниту еден момент не сум видел суети од трите лидери кои што се моментално дел од вреди. Дури иако имаме заедничко претседателство, ниту еден претседател не сум го слушнал да каже дека јас ќе станам или треба да станам претседател. Тоа беше својство само на господинот Таравари. Меѓутоа, тоа беше причина за да оправда зошто од една коалиција која што се формира против политиката на Демократската унија за интеграција, за да им се приклучи. Значи, преамбулата на вреди беше ние сите сме се собрани заедно за да отвориме едно ново поглавје и за да ставиме крај на коруптивното владење, криминалното владење на
на Дуи. Во моментот кога господинот Таравари не му посветуваше внимание на ваквото начело, туку почна во Дуи да види, да гледа потенцијален партнер за локалните избори, мислам дека беше повеќе од јасно дека тој презима чекори кон приклучување си кажа тој. на Побитно ми е да имам 5 градоначалници отколку 2 министри. Да, меѓутоа, тоа што е смешно дека во почетокот кога бараше тој да биде привилегиран во однос на бројот на општини и гласачките листи, односно советничките листи, тврдеше дека тоа го сака за да го победи Дуи. Понатаму кога тоа му го дадовме, рече мене не ме интересира Дуи, мене ме интересира само што добивам јас како политичка партија. Сега помеѓу сакам да го победам Дуи и сакам јас повеќе за мене, за нас како коалициони партнери беше многу симптоматично, бидејќи и 20 општини од 16 каде што моментално има градоначалници и албанци и 20 да му ги даваме, тој првиот ден после избори ние бевме сигурни дека со 20 општини ќе заврши кај Али Ахмети. Затоа целиот тој процес буквално стана неодржлив. Добро, ќе видиме дали ова ќе ве направи посилни или послаби. Мислите дека се достижни тие над 100.000 гласа што ги освоивте лани за локалните избори? Мислам дека ние во листата имавме 107.000 гласа, да. Додека председателот Таравари како кандидат за председател имаше 84.000. Добро, обично сега се смета на советничките листи колку ќе имате. Пораката беше јасна. Гласачите не им беше јасно кој е најголем лидер, кој е прв. Затоа кандидатот за председател на Вреди имаше помалце гласови од листата на претеници. Пораката беше јасна. Ние ве сакаме заедно и само заедно ќе ве поддржиме. Таравари се тргна од ова премиса, затоа ние сметаме дека додека ние го продолжуваме овој пат, се додека го тераме напред, ја тераме напред надежта која што граѓаните ја положија на овој пат, мислам дека резултатот ќе биде неминовен. Добро, политички ми одговоривте сега. Не ми одговоривте конкретно. Дали мислите дека се достижни тие над 100.000 гласа или тешко дека Апсолутно дека да. Апсолутно дека да. Повлекувањето на господинот Таравари секако дека ќе повлече одредени гласови, меѓутоа секогаш постои можноста одредено повлекување да донесе и други актери кои што не мора да се политички партии, кои што секако дека ќе донесат и други гласови. Добро, и ВМРО да помена најавија дека ќе ве поддржат во вториот круг таму каде што тие нема да имаат кандидат во втор круг. Вие ќе имате. Што би било успех за вас? Колку градоначалници се надевате дека би освоиле? Сега, ако не се лажам, од големите општини, Тетово е Касами и во Чаир имате градоначалник од Меджити. Па секако дека за нас е битно да ги победиме локалните избори, а тоа значи дека да имаме мнозинство општини добиена на избори. Според нашите проценки тоа не е недостижно, бидејќи актуелните трите политички партии стоиме убедливо добро од Липково до Тетово, би рекол. Со повлекувањето на господинот Таравари во Гостивар претежно се менуваат односите, не значи дека тоа ќе има на национално ниво многу пореметувања. Меѓутоа, тоа создава простор ние да код нас да приближиме и други политички актери, особено и бизнисмени и представници на невладиниот сектор, кои што во моментот гледат и поголем потенцијал. Така да нашата цел е да имаме најмалце 50% од општините победени, за да можеме да го поразиме господинот Ахмети заедно со Таравари на локалните избори. Убави се тие желби и надежи, но што доколку не биде така? Е прашањето. Вие и постојано и сега сте под напад на Дуи дека го немате легитимитетот на албанците да ги застапувате. Сега со излегувањето на Таравари останувате само со 9 пратеници. Сега за сега како што стојат работиве, не знам дали ќе се променат во собранието и сега дополнително ако ги изгубите локалните избори, дали тоа неминовно ќе не води кон предвремени парламентарни избори, дали ќе се повлечете вие од власта ако изгубите од Дуи? Па мислам дека за сега такви изгледи нема. Ние сме убедени дека политичката влада ќе продолжи, е стабилна
дека сите овие инвестиции што ги прави владата и сите овие промени што ги носи ќе бидат препознаени од страна на граѓаните, дека тоа ќе се преточи во резултат, односно победа и на коалицијата Вреди и на целата владина коалиција и секако дека тоа би значило продолжување на коалицијата и понатаму. Ние за сега сме посветени на остварување на се тоа што е ветено, бидејќи остварувањето, односно реализацијата на све тоа што сме го на некој начин ветиле пред граѓаните може да се претвори во гласови, а само тоа значи победа на локалните избори. Не се поврзани едните избори со другите, ви може да изгубите на локални избори да си продолжите во влада, но сепак ќе бидат некаков сигнал за расположението на граѓаните. Ако ги гледаме моменталните трендови, мислам дека нема никакви дилеми дека Вреди ќе ги победи локалните избори. Темата околу легитимитетот мислам дека е надмината одамна, од првиот момент кога ДУИ собра различни етнички заедници, односно партии од различни етнички заедници, тие веќе не смеат и не можат да се повикат на легитимитет на албанските гласови. Мене ми е многу чудно како уште неговите партнери седат до Али Ахмети кога при секој јавно обраќање тој вика јас го имам легитимитетот бидејќи јас сум албанска коалиција, меѓутоа тоа останува на нив да видиме уште колку ќе одлучат тие да останат до него. Таа тема е надмината, владата е стабилна, испорачува резултати и ветувања пред граѓаните и сето тоа останува да се потврди на локалните избори. Стабилна е, но сега без министер за здравство, од тоа што го разбравме од премиерот, само ќе се потполнат испразнатите места. Дали Вреди ќе има нов кандидат за министер или можно е да има некаква рокада, некаква ротација на министерските Моментално места? мислам дека тоа е се уште предмет на разговори помеѓу коалицијата Вреди и ВМРО да помене, односно Ама вие сметате дека сите места што ќе останат испразнети припаѓаат на Вреди? Да, бидејќи тоа таков беше договорот после парламентарните избори. Нашите председатели заедно со премиерот ги терат разговорите и мислам дека скоро би имало учинок и од тоа. Значи не исклучувате можноста да има и некаква рокада, зашто и сами тоа велеше дека Министерството за здравство сте го барале поради таравари, не дека нешто посебно. Ако сметаме ние дека имаме подобро кадровско решение за одредено друго министерство и дека тоа би значило подобри резултати, секако дека тоа може да стане предмет на разговори. Денеска поднесе таравари оставка, но не поднесе и министерот Фетај. Какви се вашите информации? Дали тој ќе остане со вас, со Вреди? Па, мислам дека господинот Фетај од поодамна се разликува со неговите ставови. Тој скоро секој ден има објави на социјалните мрежи каде што не се согласува и каде што ги напаѓа дуи за нивното криминално и политичко и коруптивно делување. Така да, според моите информации, господинот Фетај можно е да продолжи да остане дел од владата и за сега треба да биде сменет само господинот Таравари и сите тие негови функционери кои што заедно со Таравари одлучија да заминат од владата. Добро, вие останувате отворени, например, сега тие директори таму, не знам колку му имал Алијанса за албанците, колкав дел од колачот добила, но ако некој сака да остане во Вреди, вие ќе го оставите? Значи, ние сме направиле и јавен повик до сите поддржувачи на Армен Таравари, нема да кажам Алијанса на албанците, бидејќи нејасно е на кому припаѓа Алијанса на албанците, туку сите тие кои што не се согласуваат и се оградуваат од чекорот на господин Таравари, секако дека тие се, нема да кажам добродојдени, бидејќи тие се тука, уште ја немат напуштено коалицијата Вреди, така да со нив може да продолжиме соработка и во иднина нема никаков проблем. Добро, господин Муртезани, благодарам за разговорот. Благодарам и за можноста да разговараме за битни теми за граѓаните. Да, се надевам дека следниот пат ќе бидете во целосен капацитет на преговарач во вистинска смисла на зборот, дека нема само на хартија да бидете, туку ќе преговараме како држава за членство во Европска унија. Се надевам и работиме секој ден да тоа да стане возможно. Се надам дека ќе успеете за доброто на граѓаните и на државата. Почитувани, благодарам што бевте и овој четврток со нас. Се разбира, останете со програмите на Канал 5. Се гледаме следниот четврток. Довидување.